Според истражувања кои се вршат редовно, во Струмичкиот регион чисто може да се најдат видови птици кои низ останатите градови не толку често се среќаваат. Посебно во овој период од пролета има изобилство од најразлични типови на птици. Во овој регион има голем вид на живеалишта. Ако одиме во помалиот размер за Струмичкиот регион, иако е претежно рамничарски дел, има земјоделски површини, но има и урбани и рурални средини. Сите поголеми или помали типови на живеалишта кои што се среќаваат измеѓу се дом на специфични видови кои што би се наоѓале само таму или ги користат првенствено некои од овие типови на живеалишта. Климата речиси за повеќето птици е поволна и немаат потреба да не ги рашират крилјата и низ урбаните средини и над градот Струмица. Тие чисто се плашливи и нетопирливи, но нив ги има буквално на повеќе места низ парковите, зелените површини и места каде тие се чувствуваат најбезбедно. Струмица би рекла дека повеќе впечатливо што се среќаваат, не знам, од видовите што генералната јавност ги знае се, не знам, штрковите, ластовички, имате многу кукајдрвци, пошто имате убави меги меѓу земјоделските површини, имате различни видови на стрбнарки, што мислам дека луѓето можеби и не ги знаат. Имате многу пупунци кои што се многу интересни видови на птици. Во Македонија има 320 различни видови на птици, што според еколозите е навистина импресивна бројка. Нашата грижа, оставајќи им храна, и сосема мала во однос на нивната нежност, убавина и звук кој го привлекува вниманието на секој. За да придонесеме за заштита на птиците, овде се клучни и факторите за нивното повторно населување, заштита на гнездата, чување и заштита на местата каде тие презимуваат, прогласување на заштитни подрачја за опстанок на птиците. И она што е најбитно, никогаш не уривајте нечие гнездо, затоа што секоја птица може повторно да се врати.